Колку сиромаштијата и безпарицата повеќе притискаат, толку граѓаните полесно посегнуваат по кредити. А леснотијата и необмисленоста, често и неинформираноста, заглавуваат се поголем број семејства кои поради неможност да ги плаќаат ануитетите, се доведуваат во ситуација банките да им го одземат имотот. Поради тоа, општина Кочани е позиционирана мошне високо на списокот на градови во Македонија, во кои граѓаните за кредит под хипотека си ги дале семејната куќа или станот. Еве што за тоа мислат кочанчани. Па што знам да ви кажам, мислам дека без парицата, пошто народот немаат пари, за тоа. Невработеноста и тие ред многу работи. И тие што се вработени земат мали плати. Сиромаштијата, немаштијата, немаат пари, нема вработување и што да прават? Тоа е економската криза. Нема вработување, нема вработување, иселуваат се од Кочани у странство. Младите остануваат пензионерите со пензиите да ги ранат и тие невработените. Немаштија, немат пари, немат и мора да уложат нешто да заработат некој бизнес. Без пари не се работи ништо и мора да уложат нешто. Како се живее во Кочани? Па некој добро, некој лошо. Платите? Плати се мали. Па без парицата, народот што нема пари, затоа става под хипотека. Лошо народот нема пари, ти гледаш што сум земала, патлиџани и пиперено кеси и толку. Платите какви се? Платите никакви. По хипотекарни кредити најлесно посегнуваат скопјани, дури околу 32.000 од вкупно 73.000 граѓани во државата. По нив се битолчани, па кумановци со околу 4.000, односно 3.300 евидентирани. Близу до нив се и кочанчани, кај кои бројката порасна особено во последните 10 години. Иако банките по правило не соопштуваат колку хипотеки на стамбени објекти се активирани, пред се, поради непопуларноста на овие податоци, во Кочани се знае кои поранешни собственици сега се кираџи на финансиските институции. Токму затоа, од време на време, во јавноста ќе се прокоментира како во дел од градот е продадена куќа за багателна цена, само затоа што купопродажната сума го покрива износот на кредитот.